Лешке Тасевска, мислам дека на крајот од овој конструктивен ден воопшто не ви требаше една ваква реплика, заради тоа што и на вистина јас тоа воопшто не го реков. Значи, ако сакаме да ставиме крај на пресметките и било какви пресметки, на било која власт и било која опозиција, на вредите и клеветите спрема било кои политичари или обични граѓани, што се случуваат секојдневно, или било какви фактори во општеството, тогаш треба да донесеме закон кој што ќе го спречи сето ова, а во исто време нема да шири цензура. Значи, целите кои што ги има овој закон е да немаме цензура, да имаме слобода и во новинарството, и во говорите, заради тоа што во овој закон имаме спротивставено со Уставот, кога кажува дека ние како пратеници можеме да бидеме ограничени во нашите говори и така натаму. Значи, треба да донесеме закон кој што нема да има никаква цензура, ќе се ослободат новинарите, кои што и денес се користат како мета на одредени, јас не реков опозиција или власт, на одредени центри на моќ, еве за да бидам попрецизно разберена, значи треба ова да престане. И овој закон треба да го најде своето место и правилна примена понатаму во секојдневното работење. Треба само да донесеме закон кој што ќе биде применлив, затоа што секојдневно сме сведоци на закони и членови од законот кои што опстојуваат, но не се применливи во секојдневната пракса. Насока на тоа беше да се согласиме и не политички, заедно да издействуваме враќање на законот во рамките на Министерството на правда и враќање тука во повторна процедура која ќе биде онаков каков што еве сите забележавме дека треба да биде. Ви благодарам.